Леле, ајде да почнеме да снимаме, дека ај. Виде уште стомак ме боли од тоа. Со тоа сега си го ставам стомакот. Викам, кажете што е ова? Значи многу... Ама не може. Не може. Шо да прави? Не може. Ама чај ти се ставам вака, партија прела, вака тука. Еве, убаво ми тргна ова ново издание на Равенка за успех. Најпрве имаме едно прекрасно изненадување од Ане Blue Flower, кои ми пратиле ваков убав цветен дизајн 8 мартовски, малце однапред, но навистина срдечно ви го препорачувам затоа што јас се воодушевив кога го видов во студиото, им благодарам на изненадувањето. А тука со мојот гостин, кој секогаш ме смее, и тоа е многу битно што сте биде сигурно позитивна, расположена емисија, каде што ќе има многу смеење и многу музика, Јоце Панов. Во претходното твое гостување, едно 3 минути се смеем без престан, верувам дека пак така ни тргна. Сега пред снимање, да, со смеа и со добро расположение. Јуце, не знам колку публиката те знае, сите те знаат по тоа дека си изведувач, пеач, правиш забави, да, но никој не знае колку ствари имаш смисла за хумор и колку заразно се смееш и колку луѓето што се околу тебе, едноставно атмосферата им ја правиш позитивна. И благодарам на поканата пред се Маја и на уште нова сезона, уште по студио и уште по успешна приказна тие целата ова Равенка за успех беше така. Да. И ми е драго, јас морам да сум кај тебе ностал, затоа што ностал правам концерти, или сум јас крив. Да. Ама ете, среќа сум што некако работите се движат во убава насока, кога е од твоја страна, ама и од моја, затоа што почетоците ми беа некако со тебе и затоа ми секојаш кој ќе вака сега, јас би сакала да зборуваме сега позитивни работи. Прошлиот пат се навраќавме на твоите тешки денови, почетоци, на сите тие твои препреки кои ги поминуваше и надминуваше за да стигнеш до овој степен на комфорт, да речеме, да функционираш, да бидеш тоа што сакаш, да правиш тоа што го сакаш. На почетокот се беше само сон. Нели? Стварно беше сон. Навистина пред некој ден кога снимав новата реклама за концертот сега, буквално пак ќе повторам, кога сум поминувал на тој предел овде, кај што е Филхармонија, Македонска опера и балет, факултетот за музичка уметност, затоа што овде го поминав. Навистина ми беше сон. Да, тука студираше, но можностите ти беа ограничени во тој период во животот и веројатно ти беше баш неизводливо да можеш вака да си приуштиш вакви ситуации. Да, дефинитивно. Така, но пак ќе кажам, да, може би голема желба, тој порив мој за успех, таа Равенка за успех, некако ме донесе, може би дојде до тоа зашто сонував за уште поголеми работи, ама, нели, полека сакам с тебе. Ти си навистина сонувач и упорен си кога е во прашање работата, затоа што стварно ја работиш од срце и ја сакаш. Јас те познавам од самите почетоци и за некоја среќа сме имале едно убаво искуство во однос на чекорење во кариерата и секогаш одело напред, нели, сето тоа, па од оние први замисли од оној период кога да имав можност да јас бидам во некоја подобра позиција и да ти дадам простор во мојата емисија, каде што се појави и каде што медиумски започна, веќе прерасна во нешто поприлично сериозно и мислам дека навистина за еден човек е тоа успех кога ќе се наврати на тоа колку тежок бил почетокот и колку не си имал можности, а веќе си ги постигнал дел од твоите соништа. Лани кога зборувавме, го најавуваше првиот концерт и беше превозбуден, морам да кажам, значи кога го споделувавме тоа како искуство, не знаеше како ќе биде, дали ќе биде посетен. Јас бев присутна и видов дека го направи навистина на едно високо ниво, го направи во еден професионален музички стил, да кажам, со Дамир и Мери правевте аранжмани, имаше, нели, амбиент и песна на ниво. Па се потрудив навистина, беше некако и јубилејно. Толку години на сцената, сакам да ги заокружам тие. Навистина, јас ти барем знаеш, јас имам премногу песни.
многу песни. Да. Човек што навистина секој втор човек што ме позна ми вели добро, застави. Што ти јас секој да чуеш нова песна. Па да чуеш нова песна, тоа ми е 20 години, затоа имам преку 100 веќе песни мои, ако ги гледам и на српски и на македонски јазик, тоа се преку 100 композиции кои навистина е многу голем обем на песни и сам не можам, минатата година ги избравме тие некои си 20 на 25 песни, сега оваа година мачеме да има и други песни што не ги пеевме, што ми замерија луѓе што доште за тие песни зашто не ги отпеаат. Тие што не сум ми верувал дека јас се базирам повеќе по тие мои настапи каде што тие песни ми ги бараат и на тие сум се фокусирал. Не сум ни знаел дека многу мои песни што јас сум ги заборавил дека на луѓето им значат. Луѓето си ги слушаат секој ден, си се пронаоѓаат во тој текст, на пример. Многу ми занадуваат, особено и од машка публика, од девојки нормално, затоа што просто цел живот се повеќе дами на мои настапи. Ама кога машки ми каже, брат, твојата песна ми е фаворит, секој утро со таа балада ми почува денот, или и сум имал многу такви коментари. И сега еве кога го правиме целиот концепт за концертот, гледаме тоа да биде некако, јас настојувам да биде, мислам дека фали, пошто минатата година, знаеш, ти беше присутна, беше од уметнички аспект се беспрекорно, ама на бригаме кога дојде песата, сите стана, сите мрда и ми на убавиот момент можеби од во снимките, да. Концертот и сватив дека оваа година треба да направам многу поголем дел да биде таков. Луѓето буквално да го проведат така во веселба, иако е тоа филхармонија, не мора да значи дека ти мора да седеш со скрстени раци, да не е ова симфонија од така петове, па да мора да седите да слушате. И сакаме да го направиме по разигран цел концерт. Јас фала мора имам многу такви песни кои се сите во таков румба стил, кои се сите весели, од типот на бригаме. И оваа година спремам навистина спектакл. Лани имав околу 25 музичари, сега ќе имам 40 музичари. Да, браво. Имам буквално сите се чудат и во филхармонија и тонци кои што правиш човече, каде ќе ги озвучиме, знаеш, се навистина, затоа што сакам да доловим еден поразигран момент, по целиот концерт да биде една поразиграна приказна, да буквално да биде спектакл, ама нека да си пројдат навистина ово. Датумот кој е точен? 18 март, среда. Лани беше 8 март, лани... Да, лани беше повод на денот на жената. Денот на жената, сега пак е некако месецот на жената, ама... Стари жената секој ден е. За жената знаете дека 365 дена се неизини. Едно ако не е неизин проблем, тоа е секогаш така. Ама пак го правиме во тој некој, како традиција во парт, но и ме прашува дали пак ќе подиш оружје. Викам лани. И дојде камионот од Коландија. Се паркираше пред филхармонија. Оваа година ќе доделиме сигурно нешто, ама бидејќи преоснова во некоја традиција, луѓето сами си некако си тие навики ги, што ме прашуваат, што ќе доделам, што ќе доделам, јас веќе морам да доделам. Да, автоматски тоа ти е иницијатива да направиш нешто изненадување. Така да мислам дека ќе биде убаво, навистина големи чекори се. Да, и ме радува тоа што така музички од уметнички аспект го правиш на едно високо ниво за да биде концертот, нели, да има тежина. Па тоа ми е поетата моја, затоа што лесно е да направите концерт како концерт, колку да се е наречен концерт. Сите, ако е така, сите мои настапи се концерти. Да. Затоа што ги пееш и своите песни таму и избакеви цел живот така функционирал. Ама јас концерт навистина сваќам нешто поинаку, да биде поинаку, затоа што јас пеам 2 до 3 пати неделно, целиот мој живот. Настапувам и ако мојот концерт не се разликува од настап во било кој кафул или дискотека или кафич, тоа која е поента? Нема поента. Да. Луѓето стварно доаѓаат во една таква институција, филхармонија, и ако сето тоа слего направам да изгледа така како што изгледа, таа позадина, таа сцена, ако не ја направам така што
некој ќе каже да, тоа кошта. Кошта да, ама затоа е концерт. Така. Затоа е концерт. Епа верувам дека ќе има многу посетители и повеќе од лани и дека ќе биде успешен концертот, не се сомневам, што толку пак вложуваш во сето тоа и гледаш да биде навистина добро, ќе прерасне и во традиција, предпоставам. Тука ни е сајзерот, затоа што рековме дека сега ни е и гитара и сајзер. Сакам да ни биде музичка емисијата, да ни биде опуштена, да ја осетиме таа атмосфера е предконцертна, да кажам, и да осетиме на позитивна атмосфера од студиото, со оглед на тоа дека нели те пофалев на почетокот дека си позитивен, знаеш да направиш атмосфера на твоите свирки е секогаш живо, раздвижено, динамично. Така да убаво би ни дошло така и во студиото. Имаме антик тука, можеш да си пиеш, еве си веќе си пиеш. Кажам дека ова на е бадал. прекрасно. Да. Тоа е до сега не сум имал можност конкретно и толку е убаво, мислам дека ме кажа дека има и пропорис внатре, Да. што е добро и за гласни жици, така да Супер. од сега место да си прскам прополис, со паса довезе. Супер и расположение и дигестив и за желудник добро, така да лековито е покрај другото. Да, ти треба. Јас си пијам есе кафенце, ти ги поздравам и нив, и тие се наши пријатели. Моето е без кофеинско, такво си го бирам, за тебе имаме кофеинско. Ќе може ли на почеток со некоја песна да почневете? Брига ме ја спомна. И Бригаме. да. Спремен си за таа да ни ја отсвириш така динамично? Да, таа можам со гитара, бидејќи малку поживо. Таа можам да отсвирам вака со гитара. Да. Ноќа се лудил во граду, зашто на кучи седим сам си пију као да се знају, то нико не е нормалан, девојке поруке ми шаљу, а ја о теби размишljam. Ноќа се лудил во граду, ма нечу да се нервирам, веруј да брига ме, што неко други са тие у плану и што ради све што ти не пристаje. Веруј да брига ме, јас сам сад у најбољем издању. Брига ме, брига ме, брига ме, веруј да брига ме, што неко други са тие у плану и што ради све што ти не пристаje. Веруј да брига ме, јас сам сад у најбољем издању. Брига ме, гајле ми е. На македонски, супер, браво. Динамичниве песни ти лежат, но баладите уште повеќе. Јас сега додека те слушав, ме потсети на оној момент кога го имав грчот, кога се појави на Будва фест и кога требаше во живо да ја отпееш Ти пеам песна на Кире Костов, сега веќе покоен, но сите го знаат како композитор, со него многу евергрини, најголемите квалитетни песни излезени од Македонија. Сега тоа беше момент кој ти требаше пресуден, мислам, во твојата кариера. Ни дефинитивно. 2009 каде што бевме сите таму заедно и затоа некако те чувствувам и као дел од фамилија, затоа што тоа за мене е буквално нешто свето и сите луѓе што биле од тие почетоци со мојата кариера ги чувствувам дел како од моја фамилија. Тој беше пресуден момент, мислам дека таа таму победа ми направи сето тоа што ми направи, сите конекции, сите врати ми ги отвори и во Хрватска, и во Србија, и во Црна Гора, и во Босна, се што се случуваше, сите тие албуми, ги снима подоцна со тие најеминетните композитори во Југославија, беа токму засловени на тој момент, тамо и на Ти пеам песна. Да, и беше нели нормално, имаше доза веројатно и ти на трема со оглед на тоа дека требаше во живо да ја пееш песната со тој оркестар и со тој амбиент. Будва фест, сериозен фестивал и доби награда. Да. Земав, односно победи во таа дебитантска вечер. Па влегов се борев со најголемите, тоа што се околу најголемите звезди на фестивалите. И многу сум среќен што и таа година и следната година Љубовна религија. Да, исто така. Земав трета награда.
Истината и за жал тогаш згасна фестивалот после 2010 веќе Да. згасна. Како и многу фестивали за жал. Многу фестивали од таков ранг, ама тоа беа времења кои и мене би е жал што сега помладите пејачи немаат можност да почувствуваат такви сцени, а толку големо значење на пример да појдат на такви фестивали каде што гостуваат најголемите звезди и од XU, ама и од светот. Таму гостува секоја година светски звезди беа гости на тој фестивал. И јас имав таква среќа, после тоа се случи и Славянски базар во Белорусија, каде што има прилика да ги чула пред мене Тина Тарнер, Тото Кутуњо, Ерос Рамазоти, Дима Билан, Джерко Ексилович беше таа година од овие простори во жири, например. Тоа се едни моменти каде што можеби тоа е моментот каде што еве денес кога правам работи сакам да идат многу професионално. Тие такви настапи од светски рамки ми покажале што значи настап, што значи концерт, што значи истински сцени, стејџови. Јас сега кога ќе споминам името концерт, не можам да поминам да го наречам концерт ако не е нешто што го правам во овој елемент нормално за наши услови. Да. Затоа што можете да направите концерт во филхармонија и воопшто да дадете пари за сцена. Филхармонија е самата сцена, си постои. Така можете и 99% така ги прават таму. Да? Така ги прават, да, дефинитивно. Па директорот на филхармонија ти си вика во кога го гледам на YouTube, не знам дека е филхармонија. Буквално сменивме цела сценографија. Милион LED екрани таму и да ставите сето тоа. Тоа е навистина многу заhtevно. Филхармонија плюс една сцена која не дозволува многу маневри, мора многу внимавање нормално. Правена по акустика за симфониски оркестар. Да. Еде друг саунд, друг не е комерцијална сала, не е планирана таа за издавање за концерт. Да планира за тој себе кога правите такви ради треба многу да внимавате така. Да. Може да се нешто оштети, не смеете да користите дим машини така како што користат во други сали каде што можеби подобар ефект ќе добиете. Се пуштаат димови, се пуштаат ласи. Да. Например, ама јас одлучих и оваа година пак да биде таму во филхармонија затоа што така ми е првото искуство од таму, иако можеби сме скратени на некои такви моменти. Да немаме толку реквизити, да кажеме. Да, што не може таму да се користат. Ева, ти пеам песна, пошто сега тргнавме така со музика, а јас там ја најомилена, и веќе, нели, би сакала сега да ја слушнеме ако може со Сајзарот малце ти пеам песна. Сега многу ја свртипе на пеење, ама мене ми одговара, веруваме на гледачите. Зборуваме многу така убави се и моменти кога прв пат штом те видов, гром ме погоди. Нема таква каква што си ти. Сонцето се скри, дожд се истури, румен образ да ти погали. Сите мои сни ми ги зароби, блесна силно, па се изгуби. Ти пеам песна од срцево украдена за секогаш, да ме спомнуваш понекогаш. Ти пеам песна на времето подадена за секогаш, да се сеќаваш понекогаш, понекогаш. Ова е песна позахтевна малце, нели? И за изведување.
малку бара, има ли некогаш трема, ти доаѓа ли и после толку години кога треба да имаш јавен настап? Па како не, ја минатата година кога излегов прва песна, ставив ти пеам песна и разговарав и со многу и со тимот што работиме дали да биде прва, инсистира да биде да излезам со таа песна, пошто ми е лична карта дефинитивно. Да. И сака да се распеа, сум човек што сакам да се распеа, Мгм. да тие што ми се позахтевни песни да малку не само да се распееш, едноставно енергијата да се Да. првото е трема, Мгм. стрес. Јас на првата и на втората песна ги ставив најударните од Кире Костов, ти пеа песна љубовна религија, кај се најмногу Захтевни се највеќе треба да. навистина се захтевни песни со голем распол, со издржување на тонови, со многу трилери, многу украси, а ти уште не знаеш вака рака ми се тресе се виво што како на сцена и ама добро. Оваа година веќе искуството е полаго, веќе оваа година ќе например се е поинаку кога не е прв пат. Се е тешко кога е прв пат, одговорноста е поинаква. Сега малку со по самодоверба влегувате во сето тоа, знаете дека луѓето од минатата година се ама презадоволни од целиот настан. И што е интересно, ти кажа пред малку оваа година да има повеќе, не знам ако има повеќе кај би ги ставил. Тоа што кажеш ограничен е бројот. Лани беше Да. и нема можност за повеќе, ако ланската година стварно последните 5-6 дена имав луѓе што наистина сака, немав кат. Едноставно немав ни гратис ден, немаше карти повеќе. Затоа се последната недела дена гледате сето тоа да биде завршено, да се фокусирате на проби, да барем да го еден дел тој што е со карти и со луѓе за доаѓање да го ставите на страна како завршен, бидејќи многу навистина е незактевно, особено кога сте инволвирани. Јас сум инволвиран и во организација и затоа ми е малку Не препушташ ништо на случајност, мора да си секаде помалце активен. некако ја и многу продукции што сум разговарал да ми го прават концертот, мислам сите се откажаа на пола кафе. Да. Да, кога почнав да го правам вани концертот, разговарав со некои продукции, ајде да го прават, јас да бидам како прават звезда, да не те интересира ништо, да дојдеш да пееш само така. Ама кога ги слушам моите барања, односно моите барања, како сакам да изгледа концертот, прво сите ми рекоа зошто се не те разбирам, сум толку вложување за сцена, за таков стеж, за толку многу музичари, толку вака, толку знаеш, зошто сето тоа, нели? Треба прво да имаш позади себе многу спонзори, да може или па многу ти сам да го финансираш тоа ама јас сакав да биде така, сакав пред малку кажав, не сакав да концертот мој да биде само една обична свирка или настапа, ама во локација во филхармонија. Не сакав да биде така. Дефинитивно ако е концерт, стварно луѓето што дошле тамо да пројдат тие 2-3 часа, сакам да се чувствуваат величествено како да биде Оскар на доделување на не знам во Америка и да се чувствуваат навистина убаво. И тоа ми е поентата, да им приредам нешто што не би рекол дека е нешто ново, ама можеби не секојдневно кај нас. Јас вака сега да малце ќе излеземе од таа тема и ќе опфатиме и оној другиот дел. Ти покрај тоа што си присутен на настапи и сето тоа, ти си и професор. Значи секојдневно работиш и твоето знаење го пренесуваш на учениците, средношколци. Како ти е во тој дел? Колку можеш да бидеш таму сериозен професор, да ги оценуваш? Да имаш ли таков авторитет со оглед на тоа дека си јас те познавам од една друга гледна точка и малце поинаку? Каков си со учениците? Како те доживуваат? Па многу има две работи и учениците сами многу пријателски настроени, многу буквално сум на нивото нивно и за да се чувствуваат убаво, да не им биде притисок дека ти си сега нешто професор, аба кога ќе ми ги видат веќе споени дека сум малку дека претерале, наистина имаат голем респект и многу авторитет и самите ученици рекла професоре, се плашиме некогаш кога ќе ви видиме да ги не сте расположени, дека нешто или како нормално, треба да се знае настава е настава, тоа што е со многу сум таков, јас сум многу дисциплиниран, сакам во животот работите да бидат такви како што треба и ми значи, ето им го велам, не сакам се што сум направил животот сум направил сам и не сум дозволил моето име да се користи во негативна конотација или да се руга. И не сакам утре некој кој ќе каже дека ви предал јоцепано музичко, да не знаете кога е класицизам.
кој веќе да ви, нели, да знаете Моцарт каде припаѓа, мислите дека е кладилница Моцарт и ме се смеа и правам кумор цело време и правам кумор и така да многу има две работи ми се допаѓа тоа што навистина сум авторитет кога треба да биде часот, кога треба да научат нешто, ама повеќето се опуштени, уживаат и пред некој ден затоа што ајмо на море мојата песна, нема жена како тебе, ти им се сега фаворит некако и кога ќе влезам на час и слушам про топло е, ајмо на море, си ги пеан, од тие нивни мрежи TikTok и од сите тие работи што ги слушаат нонстоп и се влезиле во глава, професор многу убави песни, многу ви се ови, продолжите така во таа насока и ми е до некаде ми е добро затоа што тие се новата авангарда, тие се нашата младина, тие се и крака тие се публиката. Да, Што утре ќе доаѓа на концерти тие и јас многу сум среќен што можам да опипам пулс, имам мислење што им е добро од музика, што не е, од прилика да видиш како размислуваат, во кој контекст, на пример, иако настојам да и кажам што не е квалитетна музика, што треба да се насочат за да се образуваат, да ја, како да кажам, јачаат нивната интелигенција со слушање стварно на добра квалитетна музика. Да им објаснам дека многу музиката делува на нас како единки, како што слушаме, тоа се фрази на големите мајстори и на Шекспир, да кажам, Шекспир е прво што рекол нешто за некој народ, рекол ако сакате да знаете нешто за некој народ и ако далеку да појдете, не можете да го истражите, само слушајте нивната музика. И се ќе ви биде јасно. Точно, таа зборува за Кога ќе размислувам, никогаш да не си била во Хрватска Далмација, така? И не знаеш како што ти кога ќе слушаш, сало време да слушаш такви песни, тебе веќе ти е јасно како кој се мал, каква душа има тие. Не може да е поинаку. Знаеш, музиката е душа, музиката е вадење нешто од овде и ти кога го слушаш тоа, не може тој човек сега што такви песни напишал, што извадил нешто што плачеме сите на тие песни, тој сега да биде во животот сосема нешто противно. И затоа не иде едно со друго, не кореспондира едноставно. Затоа е музиката е огледало на душата и мислам дека колку толку се трудам, времето што го поминувам таму во гимназијата да биде некако, да им бидам од корис. Имаш син, се вика Лука, и Лука колку години има сега? Лука 6 направи во декември, 6 на 2 декември, сега веќе прво деление. Сега веќе се гледали што афинитети има и какви желби, таленти? Како расте и како се гледам се повеќе гледам дека созрел едно момче, гледам дека наистина има доста мои елементи и доста многу работи ги гледам, се гледам себе некако кај него и среќен сум што не треба да правам ДНК. Така има нешто мое. Така да цело време се шалев тоа, викам морам да видам детето затоа што ретко сум дома. А и личеше на Марина многу? И рекол ќе и многу на мајка, ќе праша колку деца имаш, викам колку дека имаш бев дома. Твој стил одговорот. Марина ти е поддршка од твоите почетоци. Колку години сте заедно веќе? Не знам, ако кажам, ќе мислите дека сме баба и ден. Не знам колку, старо не знам колку сме. Има многу. Многу, па буквално тоа не беше, мислам дека добро, не беше малолетна. Не беше, ама старошто напојно 18-19 години. Значи, веќе сме 20 години, скоро 20 години сме заедно, така да тешко не изеш. Бога ми, да. Има голямо трпение и веројатно и таков карактер, ама и со оглед на тоа дека ти си цело време во патишта, не само на свирките, него и нели сите твои настапи надвор од Македонија, цело време тие движењата, тој твој темперамент на постојано нешто ново да направиш, тоа треба некој стварно да го износи, да го истолерира. Дефинитивно. Јас во многу наврати сум рекол да не била таква личност, мислам дека никогаш не би се осудил да влезал во сериозна врска во брак, затоа што навистина кога ќе каже некој се тоа во ред, нели, семејство, фамилија на прво место, ама кај мене е некако, јас сум малку вако, кај мене
музиката на пробошти се остана. Јас сум толку Да? да, јас сум толку го живеам ова целиот мој живот, од кога знам за себе, јас сум во борба за ова. Чи сега би било нескромно сега да лажеш, сега па знаете како, па што даде Бог, нешто даде Бог. Не, Бог да треба да даде, ама јас цел живот тоа го работам со толку голема страст и љубов и би бил само лажно сега скромен или не искрен како зборувам дека па знаете како јас го работам ова, сакам да се остварат тие соми што сум ги замислил и ќе се борам дур мрдам буквално да, иако навистина е тешко, особено навистина е тешко во нашата земја. Не од типот на дека овде е поразлично, не знам од што, него едноставно сме мал пазар, и кога вие морате да бидете принудени да снимате на друг јазик, снимате на јазик што е, јас тоа го велам често кога ќе ме прашаат, Јуце, зошто ги снимаш песните на македонски на српски паралелно? И новинарија кога одам. Да. Ја имаш ова на македонски, викам ја имам, не се секире, само не знам како сум ги заборел. Така да кога одам во македонски медиуми ги пеам на македонски јазик нормално. И така е секојаш, еве ти пеам песна, имам српска верзија. Никој не знае српската верзија. Да. Иако јас со српската верзија победив на Будва, ти певам ти песму, тамо на српски ја пеев. Ама еве македонската верзија преовлада, така затоа што е тука створен. Да. И сега кога е створена песна во Србија, кога тој автор душата ја дал на тој мајчин јазик там, ние се трудиме, јас од секој што соработувал со најдобрите, со Владјана, со Веста Малинова, со Огнес, со најдобрите текстописци што биле и што значат за овие простори, например. Од секојаш, Миодраг Врчаковски исто така. Секојаш сум работел, ама и самите тие но ние тешко, затоа што гледаш дека тој душата ја оставила од тој текст и се ние правиме нешто Со зборови, да. Иде добро македонски, иако се покажале, еве нема жена како тебе. Да. Пример таа песна многу поминува добро овде. Многу иако српска е оригиналната од Бане Опачич, српска верзија, ама многу добро поминува, или од љубовта исто така. Кај си ти, кај сум јас, наистина поминува добро и овде. Не мора да значи дека не може да... И од љубовта беше таа што ја најдовме заедно. Фон. Да, на Шева Псоров. Леле, да. Тоа беше таква случајност да е тоа чудоедно. Да го прашаме човекот каде да одиме на промоција и он да ни се представи дека е познат композитор и во истиот ден да ни ја понуди песната и да се случи таа песна. И таква историја да има таа песна. Да. Од Катарина покојна кажа дека тоа не е на посхумна последна песна. Таа песна јас што ја испеав на 2014 на избор за Евровизија во Скопскиот сајм, кога тоа беше мислам дека не знам. Едно од последните тогаш избори за Евровизија што беа, таму ја беев со оркестар. Такви, пак ќе кажам, има некои работи што наистина Не се случајни, изгледаат случајно, а ништо не е случајно, да. Баш така. И сите тие работи кои ти се случуваа и со работките со Миро Буљан во тој период и со многу други. Јас кога фала му на Бога ете што сум имал можност да читам книги, да имам дома доста книги кога не беа овие мобилни во мода, кога не можеше да листаме. Имаше период од 3-4 години во Скопје кога живеев и кога останав после факултетот во Скопје и се борев за тој да останам овде, да имавме период што ми беше така и многу наоѓав утеха во книгите. Ама секогаш купував такви книги за успех, такви книги за... И секогаш кога сум ги читал тие книги, секогаш сум велел, човече, јас ова, ја го знам, ја го правам ова. Навистина, може би некој ќе му делува чудно, јас сите тие работи, визуализации што ги пишувам во книгите, јас сум ги правел сам, без да ги прочитам тие книги. Значи, пак ќе кажам, некои работи си судбински. Ќе треба да бидете родени, треба што ми било дадено едноставно. Јас не сум прочитал дека да треба сега да ја тргнам ова, да оставам овде простор за статуетката од Будва и да замислувам дека овде ја 2 месеци пред Будва. Јас седев, ја вака зјапав у кај телевизорот имаше на сталажа, во станата што живее во Скопје. Ја цело време знаев каква е статуетката од Будва, Самуилското којче, нели? Да. Каква е?
и што сум гледал какви звезди ги кремале тие статуети, ја живеев во филмот, не знаеш како тоа е таква визуализација што у книгата ми беше Да, Тоа е таква визуализација, секоја ноќ заспивав и ја гледам вака, буквално и така се вака. Ја замислувам статуетите и кога чита после во многу книги на Рове Шарбе, многу такви што пишуваат за успех, сега чујте како ја сум го знае. Значи пак судбината сакала да едноставно. да. Силната желба има нешто. Има нешто, кој силарга нека каже нешто, кај нас луѓето иако ние велиме дека, нели, се сам можеш ти ако сам планини ќе подигнеш. Се е тоа окей, за ти да се бориш, да одиш напред, далеку од тоа дека треба да седиш, ама има нешто што се вика пишанија, старите наши што вика и дефинитивно е така, дефинитивно е тоа судбина. Многу пати се зборувал дека имаше тешко детство, дека го изгуби рано твојот татко, дека твојата мајка беше најголема поддршка. Еве сега веќе ја нема неа. Да. Ја изгуби неа. Како си го гледаш сопствениот живот вака кога ќе се навратиш наназад и таа борба и тоа херојство што мајка ти го имаше како жена, како влијание на тебе и на се она што си денес. Дали баш таа нејзина борба и желба те направи посилен да не се откажуваш? Направи како не. Мајка беше лавица, буквално не само во хороскоп, во хороскоп беше лав. Е родена токму на Света Петка, 8 август. И таа нејзина, пак ќе кажам, од кога останавме сами она беше жена со која остана на 39-40 години остана сама. Со татко ми многу ненадено почина, тоа беше толку некако чудно. Татко ми немаше здравствена книжка, буквално. Беше борач, значи балканец, судија, тренер на балканец, значи цела фамилија спортисти, никош не бил. Ама ете, едноставно се требало така да биде судбина и таа нејна борба, мајка ми беше чудо. Тоа да се сеќавам во Скопје, на многу луѓе сум го зборувал тоа. Ја во Скопје, кога ќе кажат сега што не ме познаваат, сум велел, знаете што беше ајварот за мене беше кавијар. Јас кога сум имал ајвар било кавијар како да ја од десека. Нели, така сум го чувствувал, така да тие моменти ме направиле многу, ама низината поддршка што никогаш да не била толку упорна, можеби ќе сум се вратил, можеби немаше да студирам во Скопје, затоа што тешко беше навистина, беше тешко, тоа и други времиња, сега можностите на младите се многу поинакви. Сега младите може да играат игри и да заработат од игра. Буквално телефон. Тоа беше навистина друго време, многу тешко време беше. Мораше да отидеш во поголем град, мораше таму да обстоиш, мораше да имаш сериозно образование. Држава беше во една чудна ситуација. Тоа беше, јас 99-то дојдов во Скопје 2000, кога беше одма после тоа војната, немирите, така со државата, знаете како сите тие ситуации, значи имаш така малку беше целата таа ситуација беше чудна, ама пак ќе кажам, таа нејзина упорност, ќе останеш, ќе студираш, ќе бидеш таму, значи по секоја цена, буквално работеше по 5 работи дневно. Одеше 5 работи, за работи да имам јас сете 500 денари или денари да поминам неделата овде во Скопје да издржам, ама никогаш не сум дал некако, до сега, до пред година две овие емисии, па сум кажал за себе, можеби за мојата некако Голгота, да ја наречам Голгота, за моето минато. Инаку многу ми значило, сега сваќам, мајка ми веќе не е со мене, ама сега сваќам дека таквата нејзина упорност многу значи. Кога гледам ситуацијата, тоа што се знам, и лично се знам и со Џоковиќ и со таткото него, и сме седеле многу пати во ресторанот кога сум му зборил за мајка ми, и гледам тој порив родителски што го бодрил, не само на Џоковиќ, многу успешни во светот. Значи родителите некош, но тоа е меч од две острици, треба и да не ги форсирате па децата по секоја цена, затоа што може да ги сфрустрират. Тоа е малку и проблем, ако се преамбициозни родителите, па правите од децата више
да давате да изберат сами што сакаат во животот, така. Им се наметнува и да преминат. Да видат да биде стварно можеби е надарен за нешто друго. Сега може со сила да биде пејач. Да. А можеби Има талент за пеење, Лука? има талент. Да. Има талент, па јас сум го преиспитал многу пати дека е талентиран. И лани на концертот запеа, видовте дека Да. тоа е добро. Ама не сакам да му наметнувам. Му купам инструменти да знае, ама никош не го терам ти денес дали свиреше. Нема потреб. Од тоа, иако музиката наистина е многу убав занае, кој знаеш како викаат повозрастните луѓе. Има и занае, никош не го носедеш без коркале. Тоа е наистина многу битен момент. Пак ја се сведов на момент кога во толку многу технологија, пак најскапата работа се мајсторите. Да. Хајде мајстор. Мајстор најтешко е. Да исиваш ти на себе. Мајсторот ти направи купатило. Значи најскапата работа и најбараната работа е тоа. Дефинитивно пак се сведува на тој занает, да го имате занает како занает и тоа е добро. Дај Боже вие работите било што, ама занаетот е многу битна работа. Мислам време е па за некоја песница, што викаш? Исто многу. Девеки 50. Ја фатив бе многу со Бога. Зофија фатив бе. Имаме на... Дали може да си отпеам? Може. Нема жена како тебе. Ево ова ќе посветам на сите дами, на сите жени, затоа што секој маж има некоја жена на која треба да отпее, нема жена како тебе. Кога маж љуби една жена, ништо на свет поважно нема. Животот е спремен да го даде, како ја за тебе што сум гладен. Пред да дојдеш се ми беше хаос, ти ми даде насмевка и радост. И во моја преградка мислета сите зими стана колета. Нема жена како тебе, вака да ја љубам. Се пред тебе, после тебе, помножив со нула. И по 100 пат ќе кажам, ова срце мое, 7 дена неделно е твое. 7 дена неделно е твое. Романтично. Убаво вака пред 8 мартовски посветувања е внимание. И жено вистинска. Да? Па таа ќе отпеам. Многу ми тргна некојаш, те за жена како тебе, жена вистинска. Се околу жениве се разерава. Треба да ги зарадам по професии, жена што да каже. Абре, така се наметна ситуацијата и со... Ама и секојаш си умел со жените. Многу жени пријателки имаш, многу жени на твоите настапи, многу... Една личност која не е гледарес туку на тие нумерологија на времето, уште како дете. Ама навистина многу работи ми погоди. По Белград ова се случува. Па? Уште како дете желен леле кариера тоа што одев на времето тоа пипо. И ми гледај ми, нумерологија вика слушај, ти ќе успееш само од жени. Како жени не го свати подобро, жени нели професијата е така, ама дека не вика тебе дефинитивно жена ти е судбоносното она што е за тебе Поддржка. Не, ребер и поддршка за успех. И навистина во животот сега гледам дека се што се некако одвива, се е поврзано некако да биде во ситуација жена, значи без разлика на било кој начин. Се што ми се случува е некако така и сега сваќам таа тежина, може би управо било жена. Да, може би. Се поклапа некад. Мислам, колку веруваш или не веруваш, небитно, ама ете некои работи се поклопиле во некоја случај. Во астрологија многу. Да? Астрологија и во биологија се, мислам астрологија не треба да веруваш, тоа малку да прочиташ ќе ти стане јасно дека е најстара наука. Дефинитивно од кога постои светот, кога настал универзумот,
и пред луѓето прво што настанале се планетите, така целиот универзум и сите тие движења, струење на универзумот на планетите се нормално дека има влијанието. Треба да видиме, да сум студирал за фреквенции. Со музиката јас знам дека се е фреквенција, сите наши органи се фреквенција, имаат точна фреквенција. И знам дека е така, и кога ќе отидете вие на луѓе, нели, квантни медицини што ги зборуваат за магнети ќе ви стават, па сега и мислите дека ве лажат, дека не, тоа е стварно ви сте, ја знам дека ви сте, затоа што секој орган има своја фреквенција. Тоа ако не работи од таа фреквенција, одмah преминува во црвен. Ако е горе или долу, овој тон е А, и мора да секојаш е таа фреквенција, интонација. И сега ако пројде у друг тон, значи нешто е божен се разлога, не е окей. Така е со сите наши органи, со се што се случува во универзумот. И тоа е научно докажано дека е така, тоа знаеме дека е така. Не е да вие да гледате во гледа реци како да што гледат, кажат или хороскоп да читат, денес маја кафето ќе ти фите горко и песко фиско, тоа знаеш, и ти ќе нарасеш и ќе чеш не ствар. Со тоа веќе за дневни колку да се чита, ама астрологијата е најстара наука и мислам доказите какви работи по години се, како да ви кажам. Ти си јарец во хороскоп, така? Јарец. И тоа го спомнуваш чисто, тој знак ти е така се Одлика ми е и гордост ми е затоа што а не сакам веќе никој мој да се роди као јарец. Зошто? Па не сакам едноставно, затоа што е многу неблагодарен. Мислам, се е супер, ама многу неблагодарен само за себе. Како цел живот да ти е препишан да мораш да за ова, за да го испијав сега, треба да се изборам години наназад. Ништо не ми е гратис во животот. Таква некоја јарците има таква некоја во животот, многу успешни во светот се јарци како пример за успех, ама нивниот успех доаѓа од нивната долгоистрајност. Ама таа долгоистрајност, на пример, што велиме дека е џабе кога толку многу ќе се умориш и дека ќе дигнеш една награда, си ќе фрлам сега од окно. Си исподуша и трути сега некој аплауз за нешто, драго ти е, ама си го потрошиш животот. Знаеш, додека многу, сега навлегувам околу астрологија, во многу имав други знаци што, на пример, сум правил анализи, има многу некако, барем такви име карма. Значи, многу работи ми се случуваат без да мрдат со прстот. Едноставно, тоа е среќа нека. Среќа, таква е некоја аура, така се тижи. Сега, јас сум се родил така и како јарец и знам. Ама веројатно па заради тоа што имаш така потежок пат и си стигнувал со голем труд до успесите, па и ти се подраги. Мислам дека тоа има поголема вредност во доживувањето на работите, кога ќе се избориш за нешто сам со труд и кога ќе го видиш резултатот на твојот труд, сатисфакцијата е многу поголема. Добро, нормално кога Отколку да ти е нешто наредено и така, да мислиш дека се по дефолт ти следува. Затоа и тоа е така во животот, тоа е така и со зошто велат тешките времиња прават силни луѓе, тоа е навистина така. Тешките времиња ствараат силни луѓе, а лесните времиња ствараат мрзливи луѓе. Затоа што сега да ми оставил таткови Ќе беше пасивен, немаше 20 милиони. Сигурно немало со таа жар да се поја, можеби ќе сум бил музичар, ама колку кошта ќе си платам повели. Потреба така песна повели. Кој е најдобар композитор повели. Така парите ќе можеби ќе правиш нешто, ама ќе ти биде некако, а вие да најдете сега, ти си сведок, знаеш како сум се борел за српски композитор, ќе најдем и тие песни што сум ги правил цел живот, па и од овде од Македонија. Сакаш да кошта, ти е драга, што не е без пари. А тие пари треба сериозно да ги изработиш. Па си, ама биле нешто недостојно како да ги заработиш. Биле нешто навистина, не е тоа сума што ќе пеам 2 недели па ќе ја заработам. Тоа се суми што навистина во тие моменти биле многу и сите тие патешествија како сум доаѓал до моменти да ми помогнат луѓе, фала Богу. Се покажале многу луѓе, не многу, малку се дали. Не се многу, малку се, ама биле многу значени во одредени периоди за мен. Ти ги знаеш, 99%
од луѓето кои се нашли, кои ми помогнале, Да. кој застанале, кој било најтешко на вистина и ти е бидел благодарен цел живот. Тоа се некои моменти што се пресудни, да кажам. Дали покрај тоа што навистина најде на луѓе пријатели што ти подадоа рака и што сигурно и ветер во грб, нели, во однос на реализирање на твоите замисли, желби, планови, успеси и амбиции, колку пати се соочи во животот со сопки, со луѓе кои ете можеби Ја ти колена да ги собречам, колена ти изгревани ми се ломат сопки, колку пати сопки имам секој ден, за жал секојдневно. Сега имав исто некои ситуации кога спремам концертот. Нема да ги многу, затоа што ето можеби ќе посочам некои работи, ама имам ситуации на кои навистина не може да се изначувам, што едноставно кога правите вакви моменти, сваќате и тогаш кои ви се прави пријатели, кои ви се можеби и непријатели, а и сваќате и кои ви се и можеби зборот малку душно тежок, ама сваќате и кои ви се непријатели, односно луѓе што едноставно не ви посакуваат добро, можеби тие не ви прават директно нешто лошо конкретно, ама кога се во ситуација кај што може кај што зависи од нив, дали они ќе направат момент за да тебе ти биде лошо, они го прават тоа. Да. Да, тоа го прават. И јас ми е од една страна многу ми се смешни, затоа што прво не сваќаат дека тоа што го прават, дека ми е многу поголем порив да успеа. Си прават полошо за нив самите. Дефинитивно. Полошо за нив самите прават, затоа што таквите моменти мене само ме охрабруваат уште повеќе. Ќе дава Како одлука. карактер. Има луѓе што не се такви како карактер и еднаш два пати ќе се разочараат, ќе кажат нема луѓе, знаете, све се беате Да. сегде сопки, Обструкции, ќе љубомора, хейтери, да. луѓето немаат толку живци едноставно се тоа. Ама јас сум, мене тоа ми е буквално херозин, не пензин, го херозин е тоа ми дава толку многу сила да уште толку повише работам и за жал кога има една поговорка вели ако непријателите ви се несрекни, знаете дека сте на прав пат. И тоа ме насочува, имам многу такви поговорки што во животот ми значат во одредени ситуации, затоа што верувам ќе паднеш, жив човек од крв и месеци. И секогаш кога идуваш на такви моменти, нормално е ти да едноставно ќе кренеш не можам више 25 години, 30, ова не можам, никој се доведам во ситуација која чувствувам, викам човече, никој ништо не цени. Зошто го правам се тоа? Луѓето секој наоѓам модуси да останам, да не се разочарам така, затоа што многу лесно границата да се разочараш, тоа е секунда фали. Да, ама секогаш има и ваква и таква страна. Има нешто па што ќе ти даде мотив и каде што ќе сватиш дека па луѓето па некои го ценат тоа и го вреднуваат и тоа што си го направил некаде ти се, нели, ти се возвраќа со добро. Да. И со резултат некој на концертите, на некоја таква сатисфакција која ќе ти биде како фидбек од тој труд и кога ќе погледнеш, нели, позади себе, си ги набројуваш и твоите успеси кои не зависеле само од тебе. Да бидеме реални, ништо не зависи само од тебе. А кога ќе гледаш таа слика, нели, многу е битно кои работи ги гледаш, на што се фокусираш. Имаш ли равенка за успех? Ете, ти кажа дека си ги визуализирал работите. Имаш ли некоја баш равенка која самиот ја знаеш, дека кога ќе најдеш на нешто што те влече надолу, како да го надминеш и да се вратиш во кондиција? Ако треба во една дефиниција да ја кажа, би ја рекол дека моја дефиниција за мене лично е само не ми вели нешто дека не можам да го направам. Значи, таа е мојата дефинитивно мотивот, најголем. Тоа е мојот мотив. Дори е полошо да ми кажеш дека може. Тоа ми паѓа енергијата. Океј, добро, може, океј. Знаеш, ако ми кажеш дека не може, а за моја среќа,
сум имал, не ги зборам пријатели, ама можеби луѓе околу моје окружување што стално не знам од која нивна причина, ама велеле, абе не лажеш тоа се, џабе се трудиш така. Абе кој тоа сега? Абе ова е Македонија, знаеш. Па сега кој македонец направил нешто горе, се знаеш. Кој да нешто такви, знаеш те она. Мислам, претпоставувам од кои ситуации тие ги зборат. Не, можеби луѓето се многу скептични, не се сите со позитивни мисли и со позитивни ставови кон работета. Па да, ама ако гледате некој до себе дека толку многу тоа го посакува и дека вложува во тоа, Да, не можеш да мотивираш ке така, да. веќе малку е тука, веќе ама јас таа ми е некако добро, ја нема да кажам ништо на тој човек, ама во себе нешто ми вели, ќе ти покажам дека Може. дека окей, не направил ли нешто, јас ќе направам. Значи тие многу мразат такви стереотипи, дела никој не, или пак ќе слушам, но сум го зборал многу пати. Абе знаеш како нас, сите не те сакаат нас. А како не те сака со србите, не те, зашто не те сака, што му направи? Мислам, не те сакаат или ајде се они за нас. Не, зошто не те сака, што? Мислам, кои се тие сте, па кој е така да бомбата да ја пуштим во Македонија, па никој не сака нас, сите соседи не мразат, човече, мислам, нема логика. Така да, мене ми се тие стварно работи со пари, дека најлесно е да најдеш начин да се откажеш, као, јас добро, се не сакаат и роден сум тука и сега роден сум тука, па добро да бев роден, и факт е тоа, ја живеев во Истанбул, живеев 2 месеци, живеев таму и пее. Сега, факт е дека можностите во Истанбул 20 милиони во денот луѓе, факт е дека таму секој стоти да ме сака, јас ќе напомнам марахана. Секој стоти и секој илјадити да те сака. Не мора стоти да си му омиле. И нормално е дека ти во земја кај што милион и пол, или реална публика немаш ни пола милион, реално, што може да иде на концерт, не зборам деца и возрастни луѓе, се како сти од таква држава нормално подлашка. Тоа е дека тие се градовите, толку е теренот, толку е така, ти не можеш да како сега да болниш арени од 20.000 народ, кога 20.000 можеш да се собереме за ако има земјотрес за да избегаме. Па не, значи нема, нормално е тоа, така. Тоа е природно да е така. Сега да си бил во некоја друга таква држава, ама па рачунете дека во таква држава па имате 20 милиони конкуренција. Така е. Значи луѓето не го гледаат тоа така. Пазарот е и по-комплициран, не е така едноставно. Што велат во Истанбул, така мислев, пошто живеев, се таму и кога тоа беше 2007-2008 година. И ама што е многу интересно, од секаде, иако се ќе кажеш друга националност, така, друга, како да ти кажем, други луѓе, друг мајсе, така, дали знаете колку турци мене ми доаѓа на настапи? Поима нема што пеа. Да? Јас пее во Бекташ хотел Селенај, Монтенегро, а во Бекташ пеев најмногу, тоа е хотел луѓето што одат по Истанбул знаат, буквално вака пеам во Скај барот и се гледа Босфор мостот. Да. Значи, тоа ми е еден најубавите моменти што сум ги доживел. Вие не знаете, 2007-2008 не беа толку, имаше стари оние компјутери. Секогаш беа компјутери, уште YouTube. Да. И ја укуца YouTube. Џоце, не смешно да кажа. Џоце па Таркан. Таркан седи све, за мене се беше дозволено. Да, се беше дозволено. На никого во тој дел на никого можеш да купиш само цела серија фарберки. Не можеш да купиш тие фарберки, затоа што така се продаваше таму. Тоа е беа лавели, капали чарши, подкапали чарши одма. И во тој дел и за мене се беше. Нема проблем. Со сакаш земи, значи толку многу почит имаат кон уметници, луѓе што се бават со таква работа. И многу едноставно ме прифаќа. Се сеќавам власникот на локалот, кога сакаме да се вратиме, буквално тоа беше 3 дена разделна. Да. Не сакаше да ме пушти едноставно. Затоа што таква една спојка бевме, јас пејачка, и кога пошто таму доаѓа интернационална публика. Тоа е публика што е секој. Но многу луѓе имаме наши што се таму од овие простори. Значи,
основно Нови Пазар, од Србија, од Македонија, има многу луѓе што живеат таму и што имаат бизниси големи. Што имаат цели стоковни кои навистина успешни луѓе. И што беа многу желни да видат наша музика, наши луѓе таму. Ама покрај тоа доаѓа и многу турци. Јас морав да бидам принуден, научив неколку турски песни, да видиш, да си таму и многу понуди имав за да останам, ама тогаш сепак уште бев мал, уште бев дете, уште некако таа носталгија. Те влезе се. Беше навистина многу ми убав, ама беше тежок турскиот јазик да го почнав да го зборувам за да може комуницираш таму да останеш. А навистина имав добри, се сеќавам газда велеше остани колку е на маса пари. И вадеше албум, викам треба да одам да снимам песна. Ке снимаш себе ти пари тука, сема да пееш тука, да останеш тука. Значи убави спомени од таму. Имам многу убави спомени. Истанбул имам и кој цело време се канам, а после концертот навистина ќе појда. И сакам да отидам уште да ги посетам тие неколку места. Мислам дека луѓето, иако помина многу години, дека се сеќаваат уште на тие моменти. Значи, стварно имаш период кога, и она што го кажа и на почетокот, дека животот ти е цел живот поврзан со музика и доживувањата ти се гледам поврзани во главном со музика и ја живееш музикава со полна пара. Себе е некако со музика. Фудбалот ајде беше некој период во детството. И со фудбалот, ама јас си на фудбал кога одевме носев хармоника со мене. Да. Да. И таму музиката. Патувавме ние, па кога патувавме со клубот од еден до друг град, ние пеевме. Целиот живот некако се проткриваше музиката, ама тие сопки колената ми ги скршија и мора да продолжам. Само со музика. Еве, имаме и подароци. Нишман, кога веќе спомнавме и Турција, ова е познат бренд, каде што кој создаден во 2016, да, козметика, и ова е баш за машка козметика и за се тоа што еве може да ти се најде тука, имаме парфеми, спреови, ова е за aftershave, овонста вода и има уште нешто. Сега јас ќе ти пробуричкам, мака ти ќе си го видиш. Со парички. Пликче, да. Еве за Нишман, ова е за мат паста за дефинирање на коса. Да, ете ти за тебе. Ова е навистина познат бренд кој го има во светот, значи се продава во доста држави во светот, на светскиот пазар е докажан. И она што е интересно да се каже за тоа дека е навистина со квалитет издвоен, многу професионалци за професионална козметика за коса за мажи го користат. Тоа е специфично за нив, имаат сертификати нормално за квалитет еден куп, така да верувам дека ќе ти се допадне затоа што навистина се докажани по својот квалитет. Екстра. Тоа е за тебе. Антикот, пошто ти се допадна и го пиеш, еве ти подарок, да, и од тоа. Ова би го ќе го поделиш со пријателите. конзумирал со задоволство искрено. Да. Благодарам многу. Поздрав и до ЕСЕ Кафе и до АУЕ-фон, првиот приватен универзитет во Македонија, кои се докажани по тоа дека водат навистина квалитетни кадри. Checkmates, нашата продукција со која го реализираме овој проект Равенка за успех, и верувам дека ви се допаѓа се она што го работиме и сите наши гости кои ги споделуваат своите животни приказни, равенката за успехот во нивниот живот. И може за крај, Јоце, да ни отпееш уште нешто. Така да со музика си тераме, со музика да го завршиме. Пошто дојде пролет, може ајмо на море. Време више готово, влече море сите. Хеј, колико си ночи спавала sa dlanom na mojim usnama i koga si budna lagala da ništa ti nije. Hej, koga to ljubiš utešno, to glumiš taj osmeh uspešno. Priznaj da nas si sanjala, tvoj pogled to krije. Toplo je, ajmo na more, rano je, ajmo do zore, dobro je, da nije gore, samo je ljubav
само nas dvoje, srećna si, kažeš kroz suze, vrela si, ispod te bluze, dobro je, da nije bolje, samo je ljubav, samo se bivši prekasno vole. Prekasno vole. Kad sam mogao ja, nisi mogla ti, sad kad možeš ti, sad ne mogu ja. Znamo se dugo, možda i nismo jedno za drugo. Kad sam mogao ja, nisi mogla ti, sad kad možeš ti, sad ne mogu ja. Što nam se uvek dogodi treći, sreća je u nesreći. Evo i najnovata, da li možete? Ajde. Da li ima vreme? Od Malte baram kako sudbina, za da te najdam i da živem, so srce polno, bez da ima kraj, ženo istinska. Ah, da si moja, kakva sudbina, kod carskih dvorja, dom od kuhjata, vidi mi žena, bez da ima kraj, ženo istinska. Vidi mi žena, bez da ima kraj. Ženo istinska, da dojdete site na 18. mart во филхармонија.